Ова се вестите на Канал 8. Во деновите од викендот повторно беа запалени градските депонии на Виница кај селото Лески и на Кочани кај селото Бање, при што чадот ја прекри околината. Во комуналните предпријатија од двете општини интервенираа во гаснењето на огнот, но неопходна е поголема акција за да се спречи ширење на огнот, односно загадување на воздухот. Облаци од густи и смрдлив чад викендов се издигаа од градската депонија на Виница кај селото Лески, но и од депонијата на Кочани во непосредна близина на патот кон Пониква. Чадот се шири по целиот планински предел, а достигна и во низинскиот дел, прекривајќи ги блиските населени места. На двете локации може да се забележат дека депониите горат по целата површина, а на повеќе места е забележливо и дека има високи пламени јазици што излегуваат од отпадот. Предпладнето интервенираа екипи на комуналните предпријатија Солидарност и Водовод, кои со градежна механизација истураа земја на местата каде што е некритично, со намера да се оневозможи пристапот на кислород и да се спречи горењето на пластиката и хартијата. Од комуналното предпријатие Солидарност рекоа дека претпоставка е оти дошло до само запалување поради присуството на органски отпад, иако многу поголема е веројатноста дека причина за запалувањето е човечкиот фактор. Ова не е прв пат депонијата кај селото Лески да гори и од неа да се шири густ чад, а регистрирано е дека огнот избувнал во неделата доцна навечер, поради што оценка е дека станува збор за подметнат пожар од лица кои неовластено влегуваат на депонијата. Од Виничкото комунално предпријатие веднаш било испратена екипа да го спречи ширењето на огнот, а интервенирале и пожарникарите. Исто така од Кочанското комунално предпријатие Водовод потврдија дека нивни екипи интервенирале во локализирањето на пожарот, а и понатаму останува постојаниот надзор на локацијата за да се спречи ширењето на огнот, со оглед што во близина има и неколку викенд кукички и лозја. Двете депонии со својата местоположба и присуството на запаливи материи се потенцијална опасност за поголеми пожари во околината, особено во текот на летниот период, а уште повеќе за загадување на животната средина. Во сообраќајна несреќа што викендов се случила на патот кон Пониква, мотоциклист се здобил со тешки телесни повреди, а повреден е и сопатникот што бил со него. По судирот со автомобил и падот од моторот, тие биле пренесени во Кочанската општа болница, а потоа и во болницата во Штип. Продолжува црната серија сообраќајни несреќа чии епилог се лица кои се здобиваат со тешки телесни повреди. Посебно карактеристично е што во нив учесници се мотоциклисти, така што од почетокот на годината досега се случија неколку несреќи што имаа сериозни последици, а викендов се случи уште една на патот кон Пониква. Според полицискиот билтен, во неделата на 30 јуни, околу 14 часот и 10 минути, во полициската станица во Кочани било пријавено дека претходно на регионалниот пат Кочани-Пониква се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило и мотоцикл. При тоа се судриле автомобил Volkswagen Golf со штипски регистарски ознаки, управуван од 42 годишниот СМ од Штип, и мотор Zongshen без регистарски ознаки, управуван од 17 годишно лице од Бели, а со него како сопатник се превезувал и 69 годишниот ЈК, исто така од селото Бели. Од ударот во автомобилот, двете лица кои се превезувале на мотоциклот се здобиле се од потешки телесни повреди. Додека траел увидот на полициската екипа, имало и оттежното одвивање на сообраќајот на регионалниот пат кон Пониква, а потешко повредените веднаш биле префрлени во општата болница во Кочани. Поради сериозноста на повредите, подоцна со возила на итната медицинска помош се пренесени во болницата во Штип. Од полицијата предупредуваат на повнимателно возење и почитување на сообраќајните правила и прописи, особено за мотоциклистите и лицата кои управуваат мопеди и скутери, поради што се најавуваат и засилени контроли и санкции. Оштетувања и дупки се појавија на асфалтот од улицата Бел Камен во Кочани. Жителите бараат состојбата да се санира, за да се спречи на тамошно уништување на коловозот. Асфалтот на улицата Бел Камен во Кочани е толку оштетен што создава проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот. Создадени се дупки и издигнувања по кои тешко се поминува со автомобил, а забележливи се и траги од гребење на долниот дел од возилата при преминувањето преку нив.
Низ распуканиот асфалт протекува и вода, па наместо да се собира во шахтите и сливниците, таа продира во дворовите и подрумите на жителите, а на асфалтот остануваат големи отвори што можат да ги оштетат возилата. Жителите на улицата велат дека состојбата со асфалтот е многу лоша, што можеше да се забележи на лице место, а досега немало посериозни интервенции таа да се подобри. Затоа бараат од локалната самоуправа на Кочани да преземе мерки за реконструкција, а коловозот да се доведе во нормала, со оглед што проблеми имаат подолг период. 3 месеци. Па не можеме николи да искараме, ни да укараме, тоа е веќе страшна работа, децата ни се утепуваат тука. Не знам што да преземеме веќе. Одив у собранието, никој нити поведува ред, нити мисли да дојде. Па тоа е правено 86-та година, до лани немаше проблем, а сега еве една година како е правена, 1 месец беше исправен, вториот месец одма попушти. Освен на почетокот на северниот дел од улицата Белкамен, односно во близина со крстосницата со регионалниот пат кон Пониква, асфалтот на оваа улица е тешко оштетен и на јужниот дел. Поставениот успорувач на брзината, така наречен лежички полицаец, практично е без функција, затоа што возилата и без него имаат проблеми да поминат преку издадениот слој од асфалтот. Слични оштетувања се забележуваат на повеќе места на коловозот, иако забележливо е дека на дел од дупките биле правени повремени интервенции за крпење. Улицата Белкамен е едно од главните сообраќајни поврзувања кон рекреативниот центар на Пониква. Незините жители предупредуваат дека фреквентноста на сообраќајот е зголемена, особено во летниот период, што може да придонесе сегашните оштетувања уште повеќе да се зголемат. Започна да важи законската одредба за враќање на дел од парите што граѓаните ги платиле за данок на додадена вредност. На пресконференција од Управата за јавни приходи информираа дека апликацијата за пријавување на фискалните сметки е достапна на нивната веб страница на интернет. Апликацијата Мој ДДВ, преку која граѓаните ќе можат да ги скенираат фискалните сметки, веќе е достапна за преземање и подготвена за користење. Таа е едноставна и граѓаните можат да ја преземат со секој смарт телефон преку веб страницата на Управата за јавни приходи. Исто така на 36 места во организацијските единици на територијата на целата држава ќе бидат поставени киоск апарати, баркод читачи и паметни телефони преку кои Управата за јавни приходи ќе им овозможува на граѓаните да ги скенираат своите фискални сметки. За ова на пресконференција информираше и директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Во оваа прилика би сакал уште еднаш да ги напоменам условите кои што граѓаните треба да ги исполнуваат за враќање на поврат на ДДВ. Да имаат навршено 15 години, да поседуваат документи за идентификација, своја трансакцијска сметка и да се регистрирани на системот на УЈП ЕПДД. За најава во Мој ДДВ граѓаните ќе го користат истиот имејл и лозинка од корисничкиот профил на ЕПДД. За сите граѓани кои ќе имаат потреба од поддршка во целиот овој процес, како што се повозрастните лица и граѓаните од социјално ранливите категории, Управата за јавни приходи е целосно подготвена да им излезе во пресрет. Согласно законските одредби во Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност, директорката Лукаревска посочи дека едно физичко лице во текот на годината ќе може да врати максимум 7200 денари, а 4-члено семејство, каде што сите ги исполнуваат условите, ќе можат да остварат една просечна плата од 28800 денари. Фискалните сметки со износ над 30.000 денари, како и невалидните фискални сметки, односно компјутерските сметки, апликацијата Мој ДДВ нема да ги прифати, ниту преку скенирањето од мобилен телефон, киоск или баркод читач. Воведувањето на мерката за поврат на 15% од платениот данок на додадена вредност е со цел граѓаните да бараат да им се издаваат фискални сметки, со што би требало да се намали и сивата економија. Поради тоа, од Управата за јавни приходи повикаа во иднина да се избегнува купувањето производи на места каде што фискални сметки не се издаваат. Библиотеката Искра беше домакин на промоцијата на стихозбирката Пламенот свеки од Блашка Стојкова. Тоа е прва поетска книга на авторката, а собрани се творби со различна тематика.
Во петок од вечерта во библиотеката Искра во Кочани се одржа најавената промоција на уште една нова збирка поезија, овој пат од авторката Блашка Стојкова. Се работи за нејзин првенец, во кој се собрани 40 творби со различна тематика. Пред присутните на промоцијата, таа ги представи и своите помлади членови од семејството, кои, освен неа, исто така учествувале во креирањето и создавањето на книгата. 30 песни се мои, 10 песни имам како гости се појавуваат моите деца Никола Стојков, Стефан Стојков и Марија Стојкова. Па песните се од со различни теми. Имаме песни со содржина од детството, од животот, од селото и така. Промотори на стихозбирката на Стојкова беа афористичарката Ленче Стоименова и Иван Котев. Судиската организација што работи во рамки на Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани планира да обучува млади судии во машка и женска конкуренција. За таа цел упати јавен повик до заинтересираните младинци да ги достават своите пријави. Судиската организација при Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани има потреба од млади и амбициозни фудбалски судии за да го освежи постоечкиот кадар, но и да го прошири. Поради тоа, објави јавен повик за пријавување на млади и надежни познавачи на фудбалската игра, кои сакаат да посетат кратка обука и стекнување лиценца за фудбалски судија. Сите заинтересирани момчиња и девојчиња од Кочани, како и од соседните општини Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово, Пехчево, Чешиново, Блешево и Зрновци, кои имаат желба да ја делат во иднина фудбалската правда, можат слободно да ги достават своите пријави. Пријавувањето важи за лица кои не се помлади од 16 години, но не се повозрастни од 25 години. Секој кој има желба да започне спортско поглавје во областа на делењето на фудбалската правда на терените, може да се пријави на Facebook профилот на претседателот на судиската организација при Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани, Драганчо Димитровски. Следуваат минутите за спортот. Петровденскиот турнир во мал фудбал во Кочани продолжи викендов со одигрувањето на уште 4 надпревари од 4-то и 5-то коло. Иако требаше да се одиграат уште 2 средби, тие беа одложени. По еднодневна пауза, Петровденскиот турнир во Кочани продолжи во петок, откако и во саботата со одигрување на планираните надпревари. Иако на програмата имаше по 3 надпревари за двата дена, сепак се одиграа само по 2, бидејќи екипите кои беа ривали претходно се договориле тие да бидат одложени. Најпрвин во петокот не се одигра средбата меѓу Деликатес и Ливада, а во саботата одложен беше надпреварот меѓу екипите на Кајмицката и Генекс Паневски. Кај надпреварите што се одиграа пак имаше добар и возбудлив фудбал, како и ревија од убави голови. Во петокот Балкан Лукс го победи Мегаспорт со 6:2, додека тимот на Пјаца беше далеку поубедлив против Гушков, совладувајќи го со 5:0. Во саботата на програмата беа надпреварите од 5-то коло, во кое, како што споменавме, се одиграа само 2 средби. При тоа Сити Кафе ја победи Клариса со 2:1, додека Фабијан од Виница беше подобар од Пикадили и славеше победа од 6:2. Турнирот продолжува со закажаните надпревари од 6-то коло, како и со двата одложени. Потоа ќе може веќе да се насети кои ќе бидат екипите кои ќе продолжат борбата за освојување на првото место. Предстојната сабота во Чешиново ќе започнат традиционалните илинденски спортски игри. За фудбалскиот турнир се пријавија 9 екипи кои по одржаното ждребување ќе се надпреваруваат во 2 групи. Наредната сабота во Чешиново ќе бидат отворени 47-те илинденски спортски игри, што традиционално се одржуваат по повод големиот празник Илинден. Свеченото отворање е закажано за во 17 часот и 30 минути, а вообичаено најголем интерес има за фудбалскиот турнир. Распоредот за одигрувањето на надпреварите е веќе познат откако викендов се одржа ждребувањето на тимовите. Илинденските спортски игри ќе ги отворат екипите на Соколарци и Спанчево, но евидентно е дека годинава има најслаб одзив за учество на фудбалскиот турнир. Вкупно 9 екипи се пријавија за освојување на првото место, а тие се поделени во 2 групи.
Организаторот од месната заедница на Чешинова најави дека од следната година турнирот ќе мора да претрпи известни измени, односно ќе бидат поканети екипи од општините кои гравитираат во источниот дел од државата, а се планира да се зголеми и наградниот фонд. Завршницата на фудбалскиот турнир од Илинденските спортски игри традиционално е на големиот национален празник на 2 август Илинден. Тоа беше се за овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно!